Здраво, ова е 408-то издание на Видеологија со Златко Јелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Sound of Falling од Миша Шилински, во кој станува збор за 4 девојки од 4 различни генерации, разделени со децении, кои ги обединува траумата од премолчените тајни, складирани во изветвените ѕидови на имотот во оддалечената германска фарма од цивилизацијата. Земете предвид дека разнообразни се називите на филмот за германската и за интернационалната употреба, имено оригиналниот назив на филмот гласи In die Sonne schauen, што во мојот скршен германски превод би гласело гледање во сонцето, што ќе се согласите дека има сосема поразличен пристап од звук на паѓање, како што гласи неговиот англиски назив, но и двата процеси спојевидно се застапени во творбата, така што да речеме дека се различни пресеците од истиот штоф. Додека пак куриозниот работен наслов на филмот гласел The Doctor Says I'll be alright, but I'm feeling blue. Гледачките размисли своеволно ќе се обидат да ги најдат мрежувањата во фрагментираните приказни на нелинеарното дејствие, кое темпорално речиси се провлекува цел еден век, меѓутоа пространо е конкретизирано во семејната фарма во рустикалниот регион Алтмарк. 7-годишната Алма го предводи дејствието во 1910-тите години, која ги воочува допирите на смртта кои се овековечени на фотографијата на умрените. Ерика го предводи сегментот од Втората светска војна, во која незиниот вујко е со ампутирана нога. Ќерката на незината сестра Ирма, односно Ангелика, го предводи сегментот на 80-тите години, која со својата фриволност ги тестира границите на незините и туѓите нагони во потрага за себеоткривање, додека пак 12-годишната Ленка го предводи најблискиот сегмент до денешницата во 20-тите години на овој век, каде незината мајка Криста ја реновира куќата, додека таа се спријателува и почнува да ја имитира соседката Каја, грижејќи се повеќе за неја отколку за сопствената сестра Нели. Немото провлекување на атавистичката траума ги шие сегментите, кои наменски не се поделени со јасно дефинирани кајрони или сегрегирани и забарикадирани, напротив, се дозволува слободен проток на симултаните драматуршки чинители од една во друга епоха за да се зближи токму тој нечуен лелек меѓу ѕидовите. За мене поголем стимул по кој се двои овој филм од останатите покрај плејадата на најразновидни расположенија кои се опфатени, се процесите на добивање на внимание, односно на вперување на погледите. Секоја од девојчињата има значенски однос со процесот на гледање или станување на предмет на нечие наблюдување. Алма, например, неретко останува незабележана од родителите, Ерика постојано го обсервира незиниот вујко, додека пак Ангелика е таа која што сака сите погледи да бидат вперени во неа, а Ленка не ја пушта од очи Каја, чии гестови ги имитира. Секоја на свој начин дозволува погледите да ги видоизменат нивните животи или пак тестира менажеријата од сопствените инхибиции и пориви. А што се всушност фотографиите ако не се материализирање на нечиј поглед, па затоа фотографиите на семејните фотоалбуми, секоја од која понеобични, започнувајќи со уловување на душите на фотографиите со мртовците, до движењето на среде фотографирање не баре дух има поминато пред објективот, што говори впрочем за немирниот дух кој ги запоседнува ликовите за кои е правен филмот, односно последната фотографија на полароидот пред да исчезне недофатливата Ангелика. Маша и Луис Петер го напишале сценариото водени од нивниот престој во една таква семејна куќа во источниот дел од Германија на слична фарма во која е и ситуиран филмот, запрашувајќи се себе си какви животни саги посведочиле ѕидовите на куќата, водени од фотографијата на трите жени од 20-тите, која ја имаат пронајдено таму, а со самото нивно присуство во просториите исто така имаат и придонесено на мозаикот на животи кои поминале низ куќата. Постојаниот скок и неконзистентноста на нараторите и нараторките во филмот, кои со своите ламентирања го држат на штрек гледачот и бараат од него дополнителен напор за скокање од доба во доба, додека постепено се накалемуваат нови слоеви на тегобите, се и тоа како значајни за филмот. Тие не може да се погледнат себе си, ниту големата слика, па затоа некоја од нив повремено ќе впери поглед во тебе,
Да, во тебе, ти што ја гледаш видеологија и немо си ја следел нивната судбина во филмот. Една од нив ќе ја спори максимата правам, па затоа постојам, со прво постојам, а поради тоа можам и да правам, приоѓајќи му на битисувањето од еден поразличен агол. Во талкањето на предводничките низ полињата и коридорите на имотот, јасна визуелна паралела може да се прегне и со Теренс Маликовиот Night of Cups, односно The Tree of Life, или ако сме буквалисти со житните полиња со Days of Heaven и A Hidden Life, доколку впрегнуваме наративни тангенти на семејниот живот, тогаш исландскиот The Love That Remains и секако Sentimental Value ќе паднат први на памет. Ако се фатиме од страна на духовите кои поминале и останале на една локација, тогаш ќе ги напоменам A Ghost Story и Here, додека пак сме гледале како созреваат девојки во микросветови, во Innocence од Хаџи Халиловиќ, The Virgin Suicides на Копола, па дури и Питеровиот Picnic at Hanging Rock, ако се навраќаме назад на филмската историја, опфаќаше доближување до една закана за светот на девојчињата, а аналоген ќе остане поради засадувањето на траумата од мали години со The White Ribbon од Михаел Ханеке, но многу посроден на ракурсот на Джейн Кемпион отколку на него, доколку би требало да се справи со латентен инцест, проституција, стерилизација и одземање на животи во женскиот zone of interest. Сопругот на режисерката, кинематограферот Фабијан Гампер, има неколку бележити визуелни подвизи по кои ќе се запамети филмот покрај ригидниот формат. Мора да се напомене обсервирањето низ клучалките како еден поглед во забранетото знаење кое крие сладострастие и тајновитост која не е предвидена да ја осознаат ликовите наблюдувачи. Тоа значи дека понекогаш зад фокализацијата од прво лице се крие љубопитно девојче, но понекогаш добиваме впечаток дека гледаме низ очите на еден лебдечки дух во време-просторот. Во секој случај, која компонента на богатата текстура на фотографијата во сепија и да ја земеме во обзир, нема да може да го ескивирате чувството дека гледате домашни видеоснимки од некаква семејна архива која е непостоечка. Штом ни е овозможен овој превосходен пристап во туѓата интима, тогаш и треба да најдеме некаква дидактика од воајерството во погледнатите колоквијалности помеѓу праговите, вратите и прозорците. Минималистичкиот амбиентален скор на композиторите Михаел Фидлер и Ајке Хозенфелд доаѓа до израз за нагласување на очудувачките димензии помеѓу пространите погледи меѓу ликовите, ја детектира неудобноста која се навира во просторот или го обликува со меланхолија од гитарските акорди која е соодветна за споделените спомени низ децениите. Меѓутоа морам да го опфатам севкупниот сектор кој го има работено звукот, особено дизајнерите кои владеат со моделирањето на тишината и растегнувањето на звукот за да се создаде една бестежинска состојба која ќе го потхрани очудувањето дека има нешто повеќе од тоа што го гледаме и слушаме, па да мора да го почувствуваме и фебрилниот одглас за да дојдеме до вистината. Признавам дека за момент не можев да направам диференцијација помеѓу девојките во филмот, што го препишувам на уморот и долгото време траење на делото, но и на склопот на околности во колажната структура од страна на монтажерката Евелин Рак, која токму поради целта да се создаде хомогена смеса од драматуршката поставеност во која постепено ќе се намалуваат временските дистанци помеѓу ликовите и ќе се доближат до тој степен што ќе се анулира концепцијата на времето целосно и се постигне соневито течение, каде сите ликови постојат истовремено, е за пофала. Тоа подразбираше проминентно скокање од едно доба на друга и ретроградно навраќајќи се за да се направи тој перпетуален наниз на неможност за ослободување од невидливите стеги на пространноста на овие ликови, овозможувајќи нивниот ехот да одекне низ децениите и во некоја нејасна форма да се претвори во шепот на духовите, комплетирајќи ја соневитата меѓусостојба во која се наоѓаат, зашто придонесуваат и кратките исчекори во магичната реалност со левитирањето, тонењето и скоковите во погибел, како крик за бегство од животот кој им го имаат дадено сценаристите. Германската режисерка Миша Шилински за првпат е застапена во видеологија, која по дипломирањето започнува да работи на нејзините среднометражни играни филмови Wir müssen los од 2012-та,
Das Gefühl од 2014 и Die Katze од 2015, но незиното привлекување на вниманието на светската јавност го имаше со првиот долг филм Dark Blue Girl од 2017 година за 7-годишното девојче кое сака да биде од центарот на вниманието помеѓу родителите кои се разделени, кој беше прикажан на Берлинале. Потоа режираше 3 епизоди на криминалистичката Соко Келн пред да го сними незиниот најнов филм. Всушност, јас сметам дека таа постојано снима само еден филм, односно низ призмата на поимањето на светот од детската перспектива, се обидува да го долови восприемањето на универзумот на возрастните, затоа што децата гледаат со нивните емоции, без да бидат вовлечени во концепциите кои ќе им ги наметне животот во нивното подоцнежно созревање, сметајќи дека тие може да понудат една нова перспектива, токму поради тоа што го гледаат животот низ друга, неизвалкана призма. Колку различни итерации на овој незин пристап ќе може да експлоатира во иднина без да стане репетитивна, не знам, ќе покаже времето. Несомнено дека празниот од и тривијалностите поради кои добива филмот своја оддишка меѓу сцените може да преживеат неколку липосукции на наративното сало, но авторката одлучила дека празнините треба да се почувствуваат за да може да сочувствуваме со самувањето на протагонистките, што ќе биде исто така и причинител за откажување од гледањето на филмот на многумина или губиток на вниманието, кое не може да биде компензирано со постојаната промена на нараторите. Германскиот филм ја имаше својата премиера на францускиот фестивал, односно беше награден од жирито во Кан, што стана назнака на квалитет која иницираше прикажување на филмот во селекциите на фестивалите во Мелбурн, Торонто, Бусан, Њујорк, BFI, EFI, Љубљана, Палм Спрингс, Ротердам, беше награден во Камера Имаш, Чикаго и Стокхолм, беше номиниран за 2 награди Готам и имаше 8 номинации за европските Оскари и не освои ниту една, но сепак стана германскиот представник на Оскарите за интернационален филм, кој влезе во кратката декемвриска листа, но не дојде до номинацијата, што беше доволно за МК2 и Муби да ја намирисаат смрдејата од претенциозноста на овој филм и да го земат под своја закрила. Семеен фотоалбум од тага и пориви, скриено од духовите на претходните генерации на жители во куќата, во незините ѕидови, кој се состои од привлекување, губење и вперување на погледи кои го видоизменуваат битието и околината во која постои. Кријат и по некоја траума која се пренесува меѓу генерации, но не кажувајте за тоа никому, ќе биде наша тајна. Ако морам да го евалуирам, тогаш Sound of Falling од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 408-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!